Добро вечер, Ѓорче Петров. Добро вечер, патриотско Ѓорче. Добро вечер, добри луѓе. Благодарам што одвоивте дел од вашето време ова вечер да сте овде со нас, да ги слушнете победниците на 17 октомври. Тоа е доктор Александар Стојковски, идниот градоначалник овде во Ѓорче, и Данела Арсовска, идниот градоначалник на градот Скопје. Да, точно е, имаме двајца победници, луѓе кои што многу пати во својот живот покажале и докажале дека немаат друга опција освен победата. Секогаш од она што може во разговор со нив да го дознам, влегувале во секој предизвик со стратегија и желба да победат и најчесто победувале. Најчесто победувале, но најголемите битки во своите животи и двајцата успеале да ги добијат. И затоа не случајно зборуваме за двајца победници. Луѓе кои што не само што ќе победат на 17 октомври, туку и од денот после 17 октомври ќе продолжат да носат победи тука во Ѓорче Петров и за скопјани во градот Скопје. И Александар и Данела. Често пати зборувам и ќе искористам оваа прилика овде во Ѓорче Петров уште еднаш да повторам. Ова да, се локални избори за општината и за градот Скопје, но истовремено се избори кои што одлучуваат во каква држава сакате да живееме. Зошто ова го говорам? Затоа што победата на 17 октомври во првиот круг на опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН подразбира нова влада помеѓу двата круга. Подразбира пад на оваа криминална влада меѓу двата круга. Ке ви се представуваат разноразни екзибиционисти кои што ќе нудат опозицијска платформа. ВМРО-ДПМН подаде рака на сите. ВМРО-ДПМН одлучи да ги покани сите во опозицијскиот блок заедно да соработуваме да може оваа криминална влада да падне, а потоа да следи одговорност и да биде вратено назад на народот тоа што народот земено од оваа криминална влада. Ке ви се представуваат со јазикот на народот, а во душата се волци. Затоа, немојте воопшто да размислувате на 17 октомври дека опцијата во опозицијата поразлична од доктор Александар и Данела постои. Тоа е единствената опција позади која што ќе застанат огромно мнозинство граѓани во Македонија, во градот Скопје и во општината Ѓорче. Да не дозволиме екзибиционисти повторно да му овозможат на Зоран Заев и на СДСМ продолжување на нивниот политички живот. Гласот за Александар, гласот за Данела подразбира нова влада предводена од ВМРО-ДПМН и подобри денови за нашата Македонија, за нашето Скопје и за нашето Ѓорче. Да не дозволиме лажни опозиционери да го делат опозицијскиот блок. Да не дозволиме народот да биде измамен, како многу пати досега. Прекуглава му е на народот од измами и лаги и лажни политичари кои што излегуваат од тоа политичко мучуриште. А со една цел, да им служат на оние политичари од транзицијата, кои што овој народ го плячкаат 30 години. Затоа ве повикувам, излезете на 17 октомври уште рано наутро и заокружете го името на Александар и Данела за новиот градоначалник на Скопје и новиот градоначалник на општина Ѓорче Петров. Новие настани често пати знам да прочитам по некое писмо кое што го пишувам до идниот градоначалник, во случајот идниот градоначалник на општина Ѓорче Петров, не за да се правам важен, не да си придавам
себе си некоја лажна големина, туку едноставно народот да слушне, да остане запишано она што ние мислиме и она што ние очекуваме од овие млади, способни, храбри и мотивирани луѓе да направат. Па ќе почнам со првата точка. Александар да почне со работа уште првиот ден од новиот мандат, затоа што сега Ѓорче има градоначалник само во последните 3 месеци. Додека речиси 4 години ги помина во длабоксон и со редовни афери. Граѓаните мора да видат разлика, а програмата со која што ќе излеземе мора во целост и да ја спроведеме. Второ, потребни се вистински проекти, а не шминка како досега. Потребни се асфалтирани улици во Даме Груев, Волково, Ново село, Орман. Потребна е вода за пиење во Кучково. Потребно е зеленило и ред во градењето во Хром. Инвестиции за подобар и квалитетен живот во Ѓорче 1, во Ѓорче 2. За младите, спортски игралишта и враќање на душата на Ѓорче и малскиот живот. И Александар, знам дека ти ова ќе го направиш, затоа што знам каков работник си и колку упорен човек си. Ова е твоја задача и ќе имаш целата моја поддршка. Трето, неофицијално, Александар, слушам дека актуелниот градоначалник си имал неколку соработници кои отворено се нуделе за дебел надомест, наводно да решаваат проблеми, даваат маркици за градење, узурпираат земјишта и што ли уште не. Ова доправа ќе го провериме, но откако ќе се смени централната власт. Но знам дека Александар на тоа време мора да ставиме крај. Ти работи честно и според законот, како што впрочем тоа си правил секогаш во животот. А на тие кои ќе се обидат да направат таква работа, местото им е пред органите на прогонот. Четврто, во Ѓорче има 2 машини за перење, како што објавија медиумите. Општината ги набавила по 25.000 евра секоја. Човек да се исплаши, толку чини на реконструкција на градинка или замена на прозори во некое основно училиште одека во општината. Овие високи цени, Александар, значат само криминал и корупција. Промените кои ќе се случат, значи да се пази на секој еден денар кој ќе се троши, затоа што тој денар не е ниту мој, ниту твој, туку на народот кој заслужува честна работа. Пето, слушам дека актуелниот градоначалник најмалку може да се види на своето работно место, но исто така не може ни да се види меѓу народот, туку во една друга институција, најчесто со микрофонот во рака, но не вака да држи политички говори, туку да се забавува себе и гостите присутни во таа институција. Затоа ти, Александар, биди меѓу народот и служи му нему. Затоа што тој дава и тој зема. А образот на човек нема цена. Тој не смее да биде извалкан. Шесто, ние ќе се бориме против урбаната мафија. Голема неправда е едно семејство кое со неколку генерации живее во 50 на квадратни метри да плаќа за било која доградба комунали. Оние со темни и скапи автомобили кои дивеат низ улиците да креваат згради кои како ќе посака. Затоа што тие имале врски до градоначалниците. Урбаната мафија не е некој апстрактен поим кој не може да се објасни. Тоа е креатура на корумпирани функционери и оној дел од новопечените бизнисмени кои спечалиле лесни пари. Се тоа се одвива на грбот на народот кој се гуши во бетон. На тоа мора да му се стави крај, а Ѓорче Петров мора да се развива според пропишани правила и закони. Седмо, Ѓорче Петров ќе ја направиме, Александар, модерна и урбана општина. Нашата цел е да развиеме општина каде проблемите ќе се решаваат, а нема да се ставаат под тепих. Да говориме за 21. век, за нов квалитет на животот, еколошки чиста средина, еколошки чиста општина, со се што е потребно за поубав и поудобен живот. Осмо, едно од нашите цели ќе биде вистински до почист воздух, а тоа е можно преку гасификација на домакинската и стопанските објекти.
Ѓорче Петров заслужува почист воздух, Скопје заслужува почист воздух. А ти, Александар, ќе имаш за задача заедно да обезбедиме приклучоци до секое домакинство во општината бесплатно. Само така ќе се грижиме за поквалитетен живот. 9. Мора да создадеме услови младите да ги задржиме овде. Спортот, обезбедувањето на работа, развојот на стопанството, повеќе пари за народот, мора да биде она кое што ние ќе го овозможиме. Ништо не сме направиле ако не создадеме иднина за младите. 10 и најважно. Александар, знам дека си хуман човек, доктор со големо срце. Ѓорче Петровец, кој на секој еден кој има мака му помогнал. Остани таков. Не дозволувај функцијата да те промени. Ти менувај реалност која не е добра. Не прави поделби меѓу народот како овие од власта, без разлика на политичката, партиската или етничката припадност. Сите ние живееме со исти маки и исто сонуваме за подобар живот. Заедно да создаваме, заедно да градиме и заедно да се бориме за нашата заедничка иднина. Драги пријатели, Александар Стојковски, Даниела Арсовска, за градоначалник на град Скопје, ќе бидат одличен тандем кој ќе работи за доброто на граѓаните. Пред нас имаме шанса. Пред нас имаме шанса за промени, да се избориме за надеж, за ново утро, за нов почеток, кој ќе значи промена која што ќе сакаме да ја видиме. Време е народот да го врати ударот и да си ги врати општините и државата. Не е народот безпомошен, затоа што ова некогаш беше негова земја. И сега ќе си ја врати, верувајте ми, во своји раце. Силно и одлучно, со срце, со љубов за подобар живот, со визија и енергија за големи работи. Да славиме заедничка победа, да се радуваме за работи за кои што ќе се избориме. Да сте живи и здрави, да е вечна и вековита Македонија, градот Скопје и општина Ѓорче Петров. Ви благодарам од срце.